Поради нелегалната сеча и кражбата на дрвја од ридот над Струмица, голема опасноста од помали поголеми одрони врз првите куки над градот. Вака коментира добро упатените кои сметат дека надлежните ќе мора да ги заселат мерките против нелегалната сеча на дрвја над градот, кои имаат превентивна улога од било каков тип на ерозија. Оголените ридови при поройни дождови може да предизвикат откорнување на карпи и свечилишта, затоа треба да се прекине уништувањето на шумскиот фонд над градот, посебно околу тримпатеката Свети Илија. Изминатиот викенд се струполи карпа тешко околу тон врз куќата на семејството Андонови. За среќа нема повредени. При падот на карпата, најверојатно цареви кули, има уштетување и на самата тримпатека кон Свети Илија. По нелегалната сеча и кражбата на дрвја од тримпатеката Свети Илија, а зашто ТВ каналот ВИС постојано алармираше до надлежните институции, се случува најлошото. Имено овие населени објекти од малото кај поројот над градот Струмица постојано се изложени на опасност, зашто сведочат и паднатата карпа токму врз една куќа од оваа мало, а зашто пак сведочи и оштетувањето на тримпатеката од карпата тешка 1 тон. Локалитетот околу патеката Свети Илија е постојана мета на дрвокраци. Сечат и крадат дрвја кај ќе им се најде, без да размислуваат за евентуалните последици. ТВ каналот ВИС постојано укажува дека овој заштитен појас мора да се чува и да се подигне степенот на контрола од страна на надлежните органи. Дрвокраците не ги спречуваше ниту ниските температури, ниту снегот. Со колички рачни секири секојдневно симнуваа дрвја кои ги користеа или за огрев, или за препродажба. Викендов природата се закани. Ако не ја чуваме, ќе ни врати со лошо. Тоа го почувствува семејството Андонови, кои живеат во Порој малото во Струмица.